Десертното грозје е заштитен знак на тезгата на Доне Делов од приградската штипска населба Три Чишми. Вели има различни видови грозје, од кое може да се прави ракија, но добро е и за сладко. Вели од грозјето без семки, без разлика дали е бело или црно, се подготвува најдоброто сладко за зимно време. Имам тука италијански мускат, имам афус, имам и ово миришливото што го викат хамбурка. Тоа е исклучиво десертно грозје. Меѓутоа и из ракија бива, не е ништо ако направиш ракија од него. Например, од афусот излава убава ракија. Меѓутоа ипак е асталско грозје, повеќе за продавање. Јас, например, имам грозје без семка, и бело и црно. Тоа уште поубаво за сад. Делов прави ракија од своето грозје. Во зависност од периодот и временските услови, вели зависи колку година треба за да се подготви убава домашна ракија. Рецептот е стар, а кај него се прави до 49 степени. Најмалку 21 ден. Тоа јас не ставам граница никога за тоа што 21 ден е речено. Меѓутоа, ако е времето поладно, треба малку повеќе. Значи, се одека не падне комење надоле, авионот се дигне горе. Но дециден е дека има доста работа за да се произведе добро и квалитетно грозје. Соодветни услови, ѓубре, наводнување и многу грижа со цел да може да се произведе квалитетно и благо грозје. Прво кроење. Тоа е пролетта, повеќе се крое, тука почнува околу јануар, февруар, март, крое се. После да се знае, цела процедура е после у заштитата и у наводнувањето. Нормално, тие што наводнуват, подобри лози се. До 12-14 сантима прв пат се прска. Кога стаса ластарот, веќе превише од жицата нагоре, кога почне да развива, кога почне гроздето да се развива, зрното, тогава се чисте. Чисте се одгоре, стартува се, вршките се катуват, да може силата да оде во гроздото. Инаку годинава заради високите температури бербата на грозјето заврши предвремено, а лозарите посочија дека нема ниту доволно квалитет.